Добре дојдовте во процес. Докажување на дискриминација во македонското судство е тешка и макотрпна работа, но сепак надеж има. 2 случаи веќе се добиени. Да чуеме што поточно се работи во едниот од нив. Сторијата ја има Славица Филиповска. Работи 6 години, а зел плата само за 1 месец. Овој човек, 17 години, е дел од Сојузот на слепи лица на Република Македонија. Е слабовиден и се соочува со мобинг и дискриминација на работното место. Откако Сојузот на слепи лица во 2008 година под неразјаснети околности му дава отказ. Подоцна, поради неосновано отпуштање од работа, судот наложил тие да го вратат на работното место. Горан Милуновиќ се враќа на работа како технички секретар во шаховскиот клуб. Таму, иако навремено си ги извршувал сите работни задачи, а работил и дополнително само за да обстои клубот, за возврат добил празна сметка, без ниту динар исплата за сработеното. Сето тоа беше извршниот одбор на шаховскиот клуб, да кажам членовите, не председателот. Председателот неќе се да слушне, пази да не уважи судска одлука. Другите члени направија присок и не пријавија, нели, како што не врати по судска одлука, но тогаш тука не престанува, да речеме, ова повеќе годишна голгота. На моје инсистирање да седнеме со председателот на шаховскиот клуб и председателот на Сојуз на слепи, пошто сме ние чадар организација, Сдруженијата и другите клубови из Македонија, да седнеме да го надминеме проблемот, нити барав ја некои обештетувања за минатите плати, што иако сме да био на суд, мене ми беше само да ми се плати стажот, а ја како инвалидизирано лице, Сојузот тогаш и не губеше ништо да ми го плати стажот, пошто нашите давачки за стаж не ги рефундира владата, според закон за инвалиди, што е, не ги враќа средствата. Значи, го суплаќа секој месец за плата, наредниот месец не ги враќа средствата платени што се за стаж. Значи, Сојузот тука не губи ништо. Беше мојот адвокат, беше и нивната адвокатка, каде што и нивната адвокатка се сложи. Сето тоа ја бе спремени на нотарите да подпишеме да дадеме таква изјава. Двајцата председатели, тој Панче Алексовски, актуелниот председател на Сојузот на слепи Славко Жерковски, еден по еден, ја напустија салата кај што се водат тие разговори. Мене ми беше доволно јасно дека геолот еден шегата дека моите проблеми тука не завршуваат. Понатака ќе продолжи. Горан Милуновиќ решил правдата да ја бара на суд. Во неколку наврати судските одлуки потврдуваат во неговата правичност и бараат да му се исплатат сите заостанати плати. Тој е еден од 2 случаи за дискриминација во Македонија кои ја добија правдата на судот. Но сепак, и покрај ваквите одлуки, работите во шаховскиот клуб не се подобрија. Покрај мене што ме дискриминираат, значи не ми дават да се искажам својата креативност, претходно имам работно искуство, значи преку 12 години во Како не ви дава да искажат? Па нема, не ти дават да работа. Покрај мене трпат и останатите околу 50 члена што се членови на шаховскиот клуб, немаат никакви активности. Шаховскиот клуб играше во македонска лига со здрави лица. Првата интенција е да инвалидите си ги искажат своите способности меѓу здравата популација на граѓаните на Република Македонија. Значи, од последен пат 2011 лето беше кога игравме во лига, од тогаш не настапуваме ни во лига. Значи, еве некои турнири си презема Преска и градот, значи маргинализиран еден клуб со традиција која постои од 1970, не е само клубот шаховски. Тој истото важи и за културно-медичко друштво Билјан. Исто кој е формирано 1970, каде што е 3 години нема никакви активности. Милуновиќ тврди дека добива закани од председателот на шаховскиот клуб Панче Алексовски, кој во повеќе наврати отворено му рекол: "Се додека сум јас на власт, ти нема да добиеш плата." Екипата на процес го побара и председателот на шаховскиот клуб Алексовски Панче. Алексовски тврди дека клубот нема пари да преживее, а врз него се трупаат и судските трошоци за процесот на Милуновиќ. Ни самиот не знае како клубот ќе се справи со долгот за судски трошоци кој досега достигнал 70.000 денари. Од Сојузот на слепи лица на Република Македонија велат дека не е во нивна ингеренција да се справуваа со долговите за шаховскиот клуб, иако во целата документација која Горан со години ја собира, стои нивниот печат и тие се тие кои што ги добиваат дотациите од Министерството за труд и социјална политика. Од април месец, мај-април 2011 навака некои што дотации, а добива средства, значи во годишната
програма во известите, просто ние се дотираме до пред некоја година беше преку Министерство за финансии, сега идеме преку Труд и социјала. Во годишната програма го става Шаковски клуб, става културно-медичко друштво Билјана, става радиометарски клуб, каде што тие пари никогаш не ги дотира. Уиграни се, двајцата се у дело и двајцата председатели, се против мене. Не знам зашто. Овдека се пред се, ја мислам дека се работи, ние сме, ќе кажам, најде, кажу, се сочуваме со некој свој инвалидитет. Многу сме и суетни луѓе, неверојатно. Претерано суетни. Значи не може тука некој човек така да си се докаже со работа, кој што кажуваше колегата Мусли, со способности. Значи извршениот одбор и многу други работи овдека во Сојузот, влада и непотизам, па таква нешто немате видено. Као например председателот на Скопје, брат му се не извршен одбор во републички. Председател на културно-медичко друштво, брат му се не извршен одбор во републички. Кумовски, старосватовски врски, маж, жена, син, татко, тоа го има на кило, можем да кажем. Милуновиќ испратил дописи до владата и до председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, се со цел да ги запознае дека покрај инвалидитетот, членовите на Сојузот на слепи лица и Шаховскиот клуб имаат и низа други проблеми. Оттаму молк. Министерството трудени имаат некој да се вмешат во оваа работа, дали од некои сентиментални причини, дали сега ќе рече некој министр, ајде сега со слепи ќе се расправи или нешто. Најверојатно е така. Имам и значи од премиерот имам дописи дека се од Министерството на финансии се е префрлена, предметот е префрлен во Министерството на труд и социјала и тука се затвара вентилот, повратно немам ништо. Значи повеќе пати, не е сега да речеш, една сум реагирал, имам и за тоа докази и барање што се доставувал. Значи немам со овој младиот министар сега што Диме Спасев со господинот немам до сега никакви. Не сум имал играли со претходниот Спиран Спасов, Спире Ристевски. Тоа беше невидена работа. Толку игнорирање, толку бегање од жално. Шаховскиот клуб е дел од подружните институции кои се финансираат од Сојузот на слепи лица на Република Македонија. Освен него, постои културно-уметничко друштво. И играорната група и Шаховскиот клуб се доведени до точка на мртвило. Немаат никакви активности, а под знак прашалник ставена и нивната транспарентност. Милуновиќ вели дека иако единствените центри за рекреација на лицата со слепило се во безизлезна ситуација, тој битката за правда ќе ја продолжи на апелација, а исто така нема да запри со работа во клубот, бидејќи посилна е волјата да обстои нешто кое се години служи за креативност, но и е символ на заедништво помеѓу лицата со слепило. Спорот е воден во рамки на проектот на Македонското здружение на млади правници. Господинот Милуновиќ го застапуваше адвокатката Јасна Рочанец Арангеловиќ, која е тука со нас, и еве со нас во студиото и Светлана Чосева, асистент на проектот. Случајот е добиен, значи, врз основа на Законот за спречување на дискриминација и на Законот за работни односи. Кој беше клучниот елемент судот да донесе ваква пресуда? На што типувавте, значи, во овој случај? И претходно се разбира како господинот дојде кај вас и како се одлучивте да ја прифатите. Бевте ли сигурни или одевте така во магла, што ви се рекло? Прво да ви се заблагодарам на поканата. Господинот Горан во Македонското здружение на млади правници дојде во 2012 година, презентирајќи го својот проблем кај неговиот работодавач, Шаховски клуб 13 ноември, кој е во рамки на Сојузот на слепи на Република Македонија. Дојде да раскаже својата приказна. Нашиот тим од адвокати и раководител и асистент на проектот за борба против дискриминацијата се состана со него и ги разгледа доказите кои тој ги донесе, односно ги предложи. Му беше објаснето дека нашето здружение дава бесплатна правна помош во областа на дискриминацијата и дека доколку сметаме дека располага со доволни докази, ќе поднесеме тужба пред надлежен суд.
Понатаму, според нас, постоеше однос на нееднаков третман од страна на работодавачот, согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација, и постоеше виктимизација, односно бидејќи господинот Горан претходно, пред да ни се обрати на нас, се имало обратено до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, исто така водел претходна судска постапка поради отказ од работа и бил вратен на работа. И поради тоа сметавме дека овде имал основ од аспект на тоа што тој бил ставен во нееднаква положба во споредба со другите вработени, не му биле исплаќани плата и придонеси од плата, и понатаму кога преземал действија, едноставно Сојузот на слепиот, кој шаховскиот клуб се финансира, престанал да префрла средства на шаховскиот клуб 13 ноември. Тоа би било накратко вака. Така, за случајот, за случајот, да. Го прифативте. Што беше клучниот момент еве за судот да донесе, на што вие типувавте, значи? Па клучниот момент беше... Како го добивте случајот? Па клучниот момент беше нееднаквиот третман на Горан како вработен, кој е пријавен, меѓутоа не му се исплаќа плата и придонеси од плата, и кој поради тоа што се обрека до институции, ги бара своите права, станува еден вид жртва, се прави еден вид виктимизација и поради тоа е дискриминиран. Тоа е клучниот момент на кој ние се задржавме. Впрочем, беше и уставно право од работен однос, гарантирано со Уставот на Република Македонија, беше прекршен Законот за работни односи во врска за Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тоа беа трите закони, меѓутоа како основен е земен Законот за спречување и заштита од дискриминација, поврзан со основите и во Уставот и во Законот за работните односи. Доколку пресудата ја потврди апелација, како понатаму треба да постапи Сојузот на слепите? Значи, што е сега исходот од целата работа? Па доколку пресудата биде потврдена од страна на апелација, би требало на господинот Горан да му се исплатат платите и придонесите од плата за претходните 2-2,5 години, не би знаела точно и прецизно да кажам, и исто така да продолжи неговиот работен однос, да доколку постојат средства и начин да биде ангажиран во рамките на Сојузот на слепите или во шаховскиот клуб. Вие како здружение работевте повеќе случаи на дискриминација, не знам, ако не се лажам, некои 12 или 13 случаи така, за 2 години. Да. Два од нив се добиени и тоа се единствените 2 случаи добиени во Македонија. Беше ли тешко? Зашто се работи во вториот случај? Беше ли тешко да се добијат овие случаи и еве колку траја? Пред се би сакала да нагласам дека Македонското здружение уште на млади правници, уште пред донесувањето на законот, беше од оние кои што инсистираа да се донесе закон посебен кој што би уредувало дискриминацијата како феномен, и по донесувањето, значи преку проектот на кој што работеше колешката за борба против дискриминација преку стратешко застапување. Значи првата година беше прилично тешко да се најдат случаи баш поради храброста на луѓето да превземат одреден чекор и покрај тоа што се дискриминирани, односно сметаат дека се дискриминирани, да превземат чекор и да побараат својата заштитата на нивните права пред судовите. Но успеавме на крај, значи да од преку проектот беа финансирани 13 случаи, од кои 12 случаи беа пред основните судови, значи граѓанските одели во основните судови, и едниот случај беше пред Европскиот суд за човекови права. Можам да кажам дека е тешко и дека ние сме премногу задоволни што всушност барем 2 случаи од нашето здружение. Едниот случај го објасни колешката, а другиот случај се однесуваше за значи постапката беше за лица против Министерството за внатрешни работи поради враќање на роми од граничен премин. Значи забрана за излез од државата. Значи беше тешко, но со истреността на нашите адвокати кои што се обучувани и пред да започне проектот, но и со започнување на проектот,
Значи, правилно водење, да речам, на постапката, наидовме на добар приемник кај судиите кои беа одговорни во овие два случаи, кои што ја увидоа, значи, навистина дека постои дискриминација, и со тоа им дадоа на посебно во вториот случај, што е за ромите, кој што мислам и јавност е запознаена, значи дадоа назначење и дадоа назначење на дискриминацијата како феномени, потврдија дека навистина постои. Сега имате друг фокус. Ќе работите на случаи од ЛГБТ заедницата, роми, лица со попреченост. Ќе биде ли тешко да се докаже дискриминација во вакви случаи, особено што знаеме што се случуваше во последно време со ЛГБТ заедницата, дека лицата кои насилниците не се пронајдени, не се казнети, не се води судска постапка. Подготвени ли сте за таков чекор? Морам прво само да кажам дека ние работиме согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација кој упатува на граѓанската постапка. Ќе биде секако тешко, без оглед што е фокусот на маргинализираните групи како што се ромите, ЛГБТ и лицата со ментална и телесна попреченост. Ќе биде тешко од аспект на тоа што судските постапки траат подолго, ќе треба да се презентираат докази, во секој случај не можете да излезете бегло пред судот. Меѓутоа, секогаш, согласно законот, е должност на оној кој на некој начин ја врши дискриминацијата да докаже дека немало дискриминација. Со оглед на фактот дека веќе воспоставивме позитивна пракса, донесени се првите 2 присуди во Република Македонија, мислам дека свеста во државата расте на оваа тема, на тема дискриминација, свеста кај граѓаните е на одредено ниво, дека е значајно луѓето да добиваат еднаков третман, да имаат еднаков пристап и заштита и можности во сите сфери. Секако дека ќе биде тешко, секоја судска постапка е на одреден начин тешка, е борба за права, да. Ние работиме на борба за човековите права. Нашата цел е тоа и другите проекти ни се насочени кон тоа. Кога сме веќе тука, ајде да објасниме кое е Сдруженијето за луѓето да видат кое е Сдруженијето, од кога постои, како функционирате. Македонското Сдружение на млади правници постои од 2003 година и првичната цел беше да се воспостави, да се со Сдруженијето да се воспостави еден мост од дипломирањето на младите правници до започнувањето со нивната професионална кариера и му возможуваме постојано, значи до ден денеска, обуки и едукација на младите правници кои се заинтересирани на повеќе теми, но иако така се мислам и се погоди во текот на годините да се концентрираме на од областа на човековите права, владењето на правата, правото на еднаков третман, односно недискриминација, тоа начелото и така натака. Значи во моментот, мислам и во претходните години спроведовме многу проекти кои што пред се однесуваат на заштита на човековите права, пружање на бесплатна правна помош и како што кажав, кои што се однесуваат на начелото на владење на правото. Во моментот имаме проект кој што се спроведуваше 2 години и ова е веќе 3-та година како продолжуваме, за заштита од дискриминација на маргинализирани групи, заштита на нивните човекови права и пред се става акцент на ромите, како што кажа колишката, ЛГБТ популацијата и на лицата со телесна и ментална попреченост. Имаме проект што е за бесплатна правна помош, уреден со Законот за бесплатна правна помош. Исто така имаме проекти кои што ни се дава правна заштита и застапување на лицата баратели на азил, лицата под субсидиарна заштита и лицата без државјани, кој што е подржан од УНХЦР мисијата во Скопје. Исто така работиме постојано на различни анализи, подготовка на извештаи, меѓу кои во најнов проект е и проектот подржан од УСАИД, исто кој што се однесува на заштита на човекови права и стратешко застапување во предмети.
Затоа го избравме стратешкото застапување на предмети, бидејќи сметаме дека, како што кажи колешката, судот е се уште најефикасниот механизам за заштита на човековите права во Македонија и неговите одлуки, пресудите се правно обрзувачки. Сметаме дека на тој начин најповеќе би биле заштитени човековите права и би биле заштитени оние кои што претрпеле било какви штетни последици од действија на лица кои што дискриминирале на работно место и во здравство општо. Кој се може да ви се обрати? Ги прифаќате ли сите случаи? Може да ни се обратат сите граѓани во Република Македонија. Може да ни се обратат преку зелената линија, кој телефон ќе го каже колешката. Имаме ни одлична соработка и со Народниот правобранител и со Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Понатаму случаите ги добиваме и преку адвокати, колеги кај кои се обраќаат лица кои сметаат дека им е загрозено некое човеково право. Не ги преземаме сите случаи, се состанува тимот, како што спомнав претходно, разговараме со лицето, гледаме со какви докази располага, која е неговата приказна и одлучуваме, го советуваме секако лицето кое ќе дојде добива бесплатна правна помош, односно совет. Понатаму бесплатно е за лицето постапката која се води пред судот, обезбедуваме адвокат и судски трошоци. Меѓутоа, доколку нашиот тим, кој се состои од адвокат и координатор и асистент на проект, некогаш и од 20 адвокати, смета дека постои основ за дискриминација, конкретно ако зборуваме за дискриминација. Секој граѓанин кој смета дека е дискриминиран, во овој момент фокусот е, како што кажав, на тие неколку групи, меѓутоа без оглед, бидејќи постои друг проект, може да се обрати во Македонското здружение на млади правници и да му се излезе во пресред. Да, значи бројот на зелената телефонска линија, кој што е бесплатна, телефонска линија, е 0800 64 000 и секој кој што ќе се јави ќе добие правен совет, како што ви ќе кажа колешката, да не се повторувам, и ќе му се објасни кои се можните насоки на делување по однос на случајот кој што тој го има. Добро, и да ги охрабриме луѓето се разбира да се јавуваат. Јас би додала дека Македонското здружение на млади правници соработува со 12 адвокати кои се обучени во областа на дискриминацијата и во областа на заштита на човековите права. И се насочени кон стратешкото застапување. Покрај тоа, ние работиме и на создавање на соработка помеѓу не само ние како здружение, него соработка и со други невладини организации кои што се на регионално ниво и во другите помалите градови во Македонија, заедно со нив да спроведеме, првен да ги обучиме доколку немаат познавање на правната и институционалната рамка, посебно во областа на заштитата на човекови права по основ на дискриминација, да ги охрабриме заедно да создадеме на некој начин практики и политики на антидискриминациони политики, се со цел, крајната цел е ефективната заштита на правата и слободите на граѓаните во државата. Чи нам спомнате еден случај дека е во судот во Страсбург, ако добро разбрав? Да, се уште постапката е во тек. Имаме околу 8 постапки кои се во тек. На тема дискриминација, од вкупно 13 постапки поведени во последните 2 години, 8 или 9 се од областа на работните односи. Јас ви благодарам на разговорот. Ви благодарим. Благодарим.